со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, денеска е среда, 9 декември, термин 11 часот и 9 минути, време за Круг, емисија во која што се обидуваме да анализираме, да дебатираме или да извадиме се што е несуштинско за одредена тема, за да останеме ватре во кругот само на важните суштински прашања поврзани со одредена проблематика, политичка или општествена. За оваа емисија решив да поразговараме повторно околу она што значи студентски стандард или она што значи поволност или бенефиции или можности за квалитетно студирање во Македонија. Повод е последната најава на премиерот Никола Груевски и владата дека почнувајќи од 1 јанари 2016 со цел грижа за повисок студентски стандард на сите редовни студенти на државните универзитети ќе им биде овозможен бесплатен превоз во јавниот градски сообраќај, односно во јавниот автобуски превоз во Скопје и во другите градови каде што има организиран јавен автобуски превоз. Сите редовни студенти од државните универзитети ќе можат да користат бесплатен јавен градски превоз секој ден во неделата на сите линии. Со оваа мерка е предвидено на сите редовни студенти од државните универзитети да им се делат картички на јавното сообраќајно претпријатие од Скопје и другите јавни претпријатија во градовите каде што има јавен автобуски превоз со цел да можат бесплатно да ја користат услугата на јавните сообраќајни претпријатија. На овој начин владата ќе имплементира уште една од мерките кои што ќе значат подобрување на или проекти кои што требало да значат подобрување на животот на студентскиот стандард и состојбата на младите и образованието во Македонија. За оваа тема се одлучив да поканам студенти, двајца студенти со кои што ќе поразговараме колку оваа мерка е добра. Меѓутоа сакам да слушнам од нив и други мислења поврзани со некои други мерки, меѓутоа и идеи што е тоа што можеби тие мислат дека е добро во еднина да се бара или да се зборува за него како имплементација би требало да значи подобрување на студентскиот стандард. Со мене во емисијата се Стефан Стојковски и Марија Блажевска, така двајца студенти на Финки, ако не се лажам. Така. Првично би сакал да ви се заблагодарам што ме повикавте во емисијата. Јас сум студент на Финки, втора година. Студиите ми одат супер. Би сакал да се првично би сакал како Финки, како и сите други студенти на Финки, би сакал да се изгради нова зграда на Финки, бидејќи сме моментално на 3 факултети. Дури некој има лаборатории што си на ПМФ, што се оди на другата страна од градот. Ќе зборуваме поконкретно за сите тие идеи. Марија, ти како ти од студиите? Отлично, да, сега засега јас исто така сум студент во втора година од студии. Студирам на Финки. Клучниот проблем на нашиот факултет е тоа, дека сите други активности што се во врска со студирањето се одвиваат безпречено. Значи се здобиваме со квалитетни предавања од кои што искачаат реално многу добри кадри од нашиот факултет. Океј, ние ќе продолжиме со разговорот веднаш по една кратка пауза. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Да, почитувани слушатели, Круг повторно назад во кругот. Денешна тема е студентскиот стандард, студентскиот живот и условите за студирање во Македонија. Разговараме со двајца студенти кои што би требало поизворно да ги слушнеме и нивните размислувања околу она што се нуди како концепт за подобрување на студентскиот стандард, образовен процес на високо ниво и меѓутоа и како идеи што може дополнително да се работи на оваа тема и да се бара како предлози за подобрување на овој стандард. Стефан Стојковски, Марија Блажевски студенти, млади студенти на Финки, мои гости денеска. Да почнеме со она идејата, Стефан, еве од тебе прво или може и од Марија, како сакате. Добро. Што би требало да значи и дали ова понуда дека студентите во Македонија може да користат бесплатен јавен превоз во Скопје, секако и во градовите каде има такви превоз, мислам дека тоа е во Битола, не знам други градови дали има јавен
Така. Има и у Куманова. Добро, во ред, неколку градови, меѓутоа сепак најсконцентрирани ќе бидат во Скопје, веројатно најголемиот бенефит ќе го имаат овде студентите. Колку таа мерка може да влијае позитивно на студентскиот стандард во Македонија? Така, таа мерка би била од голем придонес за студентите. Првично би сакала да се заблагодарам на владата на Република Македонија со тоа што тие ни овозможија ова, да кажеме, ова подобрување во животот на студентите, со тоа што студентите како студенти во поголемиот дел од своето време се гледаат кон извршување, односно завршување на своите испити, така да тие немаат никакви приходи, со тоа што би сакал да алудирам на студентскиот стандард, бидејќи тие со тоа што ќе се зачуваат. Колку на пример месечно трошат студентите за автобуски превози? Така, порано беше имавме студентска слободна, таа студентска слободна порано чинеше 1700 денари. Сега моментално чини 1050 денари со месечно обновување. Така да тие 1000 денари за студент како студент зборувам многу значат. То на годишно ниво се околу 10.000 денари, претпоставувам, така. Пристоен буџет кој што ќе би го заштедиле студентите, односно не би го користиле во празно. Марија, твоето мислење? Моето мислење се поклопува со мислењето на Стефан. Значи, во главно не е мала сума таа од 10.000 ни за секој буџет најнормално да се одвои, за да еден студент може непречено, значи, да оди до факултетот, да ги извршува своите студентски активности. Така да големо олеснување, благодарност до владата на Република Македонија што ни го овозможи тоа. Значи, поголемиот дел од студентите кои што конкретно живеат во Скопје беа веќе научени, имаше мерка нели за средношколците со кој што беше обезбеден бесплатен средношколски билет на годишно ниво, за да може средношколците непречено, значи, додат во средните училишта, но сега ова ќе биде уште поголем бенефит за целокупниот образовен систем. Каков е фидбекот кај студентите, како ја примаат? Првично сите бевме премногу радосни за тоа што реално олеснување конкретни за тие студенти кои што се на терет на своите родители, големо олеснување сето тоа. Кога сме кај парите, кај финансиите, значи ова е последната од мерките, меѓутоа изминативе неколку години, 7-8 години, и ова владачка гарнитура имаше неколку сет на такви мерки кои што се поврзани и со финансиско растеретување на студентите. Првично мислам дека беше идејата околу намалувањето на партиципацијата. Значи, тоа беше еден проект кој што би требаше да овозможи поголем импакт на завршени средношколци за студирање в високо образование, со оглед на тоа дека буџетите на голем дел од родителите не овозможуваат, тогаш беше и до 2000 евра, кога се сеќавам, партиципацијата. Сега претпоставам дека, не ги знам точните бројки, меѓутоа се движи околу 200 евра на годишно ниво, така или? Да. Големо олеснување реално за студентите, затоа што партиципацијата на државните универзитети е намалена значително. Изнесува 200 евра во динарска противвредност, значи за студентите кои што се запишани како редовни студенти, додека за тие што се вонредно и не се во државна квота, изнесува 400 евра. Сепак тоа е сума која што е упала помала од онаа која што била за студирање во државна квота пред, не знам, да речеме некои 10 на години, што е огромно олеснување. И овозможува многу повеќе студенти да се запишуваат во високообразовните институции. Да, тоа ми интересува, Стефан, какви се проценките? Дали тоа помогна за поголем број на средношколци кои имаат желба да студира, а нема финансиски средства да изминативе години да се одлучат на високо образование? Така, секако дека помогна, јас би сакал да се задржам кон бројките. Многу студенти односно многу средношколци понатаму ги продолжија своите студии. Би сакал да кажам дека од 2010-11 година па се до денес студентите кои ги запишуваат редовните студии, тие влегуваат и кои ќе влезат во државна квота, плаќаат 200 евра годишно во динарска противвредност. Добро. А студентите кои ќе запишат како редовни студенти во квота со кофинансирање, односно вонредни студенти плаќаат по 400 евра годишно. Тие претходно беа по 1200 евра. Што значи за ако 4 годишни студии или сега 3, какви се со 200 евра се околу една година претходно.
речи си дупло помалку од една година, затоа што 1200 ако беше студент. Да. Прашањето ми е, не знам дали имате податоци, меѓутоа претпоставам дека со движење на студентите имате увид дали статистиката сепак вели дека се зголемува бројот на средношколци кои се запишуваат, меѓутоа дали ова е финансиските средства е една од причините можеби за такво нешто. Сепак една од причината за тоа што не многу знаеме каква е состојбата во Република Македонија и колку луѓето не може да си приуштат, за кажеме, за некакви дополнителни школувања. Исто така би сакала да напомнам дека во минатото, например, студенти од архитектонскиот факултет плаќаа по 300 евра во државна квота. Тие односно претходно плаќале 1200 на студирање на годишно ниво. На студиите по информатика на природно-математичкиот факултет, студентите во квотата за конфинансирање плаќаат дури по 980 евра годишно. Сега како е? Сега е со сите еднакво, Линеарно. да, сите факултети државни во Република Македонија се подеднакво, односно државната квота е по 200 евра. Студентскиот стандард е процесот на студирање и трошоците, меѓутоа и за вие сте студенти кои сте од Скопје, меѓутоа голем дел од студентите во Скопје студираат од натрешноста доаѓаат овде. Не знам колку сте имале можност да ги видите студентски домови изминативе години, државата 20 на години и назад ретко се одлучуваше да инвестира и да работи на тој процес. Сега има два крупни проекти према од она што е во најава, едниот е темелна реконструкција на студентскиот дом Гоце Делчев и реконструкција на објекти, односно изградба на еден нов објект во студентскиот дом Стив Наумов и најава од централната власт дека ќе се гради сосема нов студентски центар или град, како се нарекува тоа, објект во Скопје. Кои се вашите размислувања во поглед на инвестициите во вакви студентски капацитети? Како ви ги оценувате? Можем со Марија да почнеме после тебе. Ајде. Па конкретно еве движиме како што рековте меѓу студентите, соочени сме со нивните проблеми секојдневно, значи низ дискусија искачаат проблемите на виделина. Имате колеги кои што доаѓаат да, страна тука? Тоа сакав да го потенцирам. Поточно на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство се запишуваат многу голем број на студенти кои што не живеат во Скопје, туку доаѓаат од натрешноста на Република Македонија. Тие студенти потребни им се поголеми приходи, односно поголеми средства се потребни нивните родители да ги издвојат за да им го овозможат, односно да им удоволат за нивното студирање. Студентските домови се една од алтернативите за сместување, на тие студенти во главниот град. Досегашните услови во студентските домови, како што бев запознаена конкретно од дискусии со студентите, беа на ниво многу пониски, значи се жалеа на недоволно топлина, значи недоволно сликите сами добри услови. покажуваат све. Сега за сега во разговорот со нив приметувам дека има подобрување. Значи имам конкретно колеги кои што се сместени во комплексот Гоца, кои што како што напоменавте и вие, моментално е во фаза на реновирање. Блокот Б, како што знаме, пуштам, е целосно комплетно реновиран и студентите се навистина презадоволни. Поголем доаѓа веќе и до израз интересот на студентите за сместување во тие студентски домови, пошто има голем дел од студентите кои што се сместуваат приватно. Така. На најразлични локации, додека ги ставаат на второ место студентските домови. Мислам дека сликата за студентските домови во Република Македонија, тоест во главниот град Скопје, значително се подобрува, поготово со оваа мерка која што се примани оваа година. Стефан, има ли фидбек кај студентите? Има секако фидбек, но исто и така има многу уште да се доработи. Со тоа што беше доизграден, односно реновиран целосно блокот Б во Гоце Делчев, но исто така има и други 3 блокови кои треба да се реновираат. Би сакал да посочам дека, односно поверав в интернет некакви податоци за моменталното инвестирање на владата. Се инвестирало 250 милиони денари во изградба на нови објекти и санација на постојната. Исто така би сакал да напоменам дека по 40 години се изградил конечно нов современ сместувачки капацитет. А тоа е во Стив Наумов? Тоа е во Стив Наумов, затоа што се одвоени, не знам, околу 103 милиони денари. Исто така би сакал да дополнам дека сега тие најавија, мислам дека ќе се изгради конечно повторно нов
односно 3 целосно нови студентски домови, од кои 2 во Скопје и 1 во Тетово. Да, тоа е интересно што државата, барем според моје мислење, изминативе 20 години и повеќе ретко се одлучуваше да инвестира во студентскиот стандард. Комотно бевме заборавени, мислам дека И тоа е еден проблем, сериозен проблем. На темата ќе продолжиме понатаму по една кратка пауза. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во круг, мои денешни гости, Стефан Стојковски, студент, и Марија Блажевска, исто така студент на факултетот за информатика и технологија, како се нарекува Финки, така. Зборуваме на темата студентскиот стандард и идеите за подобрување на студентскиот стандард. Зборувавме досега, значи, за оние мерки кои што произлегува од покрупни мерки, да кажеме, произлегува од централната власт, од владата, како идеи за подобрување. Меѓутоа, сепак јас мислам дека изворните идеи за тоа што треба да се подобри и како да биде подобрено за или да имаме можност за подобар студентски стандард, треба да произлегуваат од сепак од студентите, од она што е оние кои што директно се засегнати. Еве, вие на почетокот на емисијата спомнавте како прв проблем и тоа така поприлично самоуверено кажете дека Финки нема зграда, например, што е исто така малку чудна ситуација, веројатно можеби е потребна вид на интервенција или не знам, начин да се Чина таму студираат повеќе годишно колку студенти? Околу се запишуваат околу 700 студенти на годишно ниво. Тоа се околу 3000 студенти, претпоставувам. Тоа е огромен број, голем проблем со тоа што моментално немаме зграда, бидејќи Каде функционирате со настава? Со настава моментално функционираме во локалните, односно во блиските факултети на техничкиот дел на кампусот на УКЕМ. Со тоа што Финки како факултет се одвои од другите факултети, односно од факултетот за електрофейт, исто така од машинскиот факултет и исто така и од ПМФ. Сега се моментално, односно сите Че користите простори на другите факултети, така? Да, користиме нивни простори и потребно моментално да се изгради нова зграда. Марија, Финки е еден од позначајните факултети, по-респектабилните од Македонија, така? Да. Заслужува ли ваков третман? Па, реално Финки е и доста факултет на кој што се доделуваат голем број на стипендии за студенти за кои што студираат. Заради тоа зборам, заслужува ли да нема свој објект, да речеме? Не, мислам дека баш напротив заслужува да има свој објект и се надевам дека тоа ќе биде во поблиска иднина, бидејќи голем број на студенти ја гледаат иднината воопшто, значи на општеството, во напредокот на технологијата и се запишуваат на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Со тоа, значи, тоа докажува дека технологијата мора да иде напред, а верувам дека во блиска иднина ќе се реализира и тој, се надевам, проект што ќе биде во иднина на владата за да се направи зграда. Да се надеваме дека ќе го прифатат како идеја. Да, се надеваме. Значи неколку години веќе факултетот функционира на начинот како што каже и Стефан. Имало ли иницијативи да се гради зграда? Па постојано, значи, помеѓу нас студентите кружат тие муабети. Сега дали допреле до вистинските уши за да тоа се реализира, се уште не знаеме, но Така. Стефан, што е тоа што друго вие мислите како студенти дека е условно кажано интервентно во македонското високо образование, да се понуди како идеја, еве правиме обид да отвориме теми за кои што мислиме дека можеби треба да се централната власт, дали универзитетите, дали поединечните факултети, не знам, кој би се нашол како творец, да речеме, на реализација на одредени идеи кои што би требало да прераснат по функција на подобрување на и студентскиот стандард, меѓутоа и образовниот процес во високото образование. Па во однос на другите идеи би сакала се надополнам дека исто лично би сакала се субвенционира дел од студентскиот живот со тоа што тоа ќе многу ќе помогне во животот на студентите во Македонија. Како мислите да се субвенционира? Да се субвенционира, не знам, да се првично се кренат стипендиите кои ги добиваат студентите од владата, односно Колкава е таа сума сега? Сега моментално зависно кој факултет, информатичкиот факултет добива 4000 денари за просек 9-ка и помала сумата за понисок просек,
Лично јас сум стипендист исто земам стипендија, но би сакал таа стипендија да се зголеми со тоа што многу ќе се помогне во животот, кој што напоменав и претходно. Исто така би сакал да докажам дека потребни се нови автобуски линии до факултетите, затоа што не знам, од студентските домови до било која до факултет нема директна линија. Треба студентите да земат една или до две линии. Јас живеам во аеродром и ми треба две автобуски линии. Мислите автобуска линија само до факултетите специализирана за студенти или Да поминува, да кажеме, покрај студентскиот дом, нешто да се направи. Односно да се модифицира. Исто така би сакал да кажам дека потребна е нова читална во Скопје, бидејќи постојано јас учам во читални и имаме читални. Имаме читални моментално две, поголеми, тоа е 1000 книги и Браќа Миладиновци. Но исто така мислам дека има уште една во центар, но тие сепак се универзитетска библиотека, градските библиотеки тие не се користат за се користат, но за време на колоквиумски недели читалните се преполни. Мислите збориште за изградба на посебен капитален објект читална каде што би можеле студентите да го користат така таква форма? На сличен начин како што е градската библиотека Браќа Миладиновци. Јас постојано сум таму, односно таму ги завршувам ги учам моите материјали. Многу пари ќе значите вака од буџетот. Ако се реализираат сите тие проекти. Па сепак тоа е кажеме студентски идеи кои би сакале да се подобри за животот на така. Имаме други идеи? Па за други идеи не знам, односно другари што имам од Слободно кажете ги сите идеи кои мислите дека се потребни за да се реализираат. Па имам повеќе другари кои живеат во домовите, студентски домови во Македонија, тие своите алишта, да кажеме, својата облека ја праќаат до градовите каде што живеат, со тоа што нивните родители би ја испрале таа облека и би ја вратиле назад кај нив. А ова би требало да се подобри во секој случај, со тоа што ова е веќе добра идеја. Би требало да се мислам да се стават перални сушални како сите нормални домови во Македонија. Тука јас се согласувам. Така, не знам, моментално не ми текнува ништо слично. Некои идеи ми ги се препоклопуваат, значи со идеите на Стефан. Конкретно проблемот со читалната и јас се соочувам, значи за време на колоквиумските недели читалните се преполни, треба да се отиде уште во 8 часа да се фати таму место за да после во текот на денот значи можеш нормално да си уđеш таму, пошто инаку нема да си фатиш место и ќе се вратиш дома и дали ќе имаш услови или ќе немаш, тоа е дискутабилно, нели? Колку е многу читаат студентите во Македонија? Па сепак има, да. Сепак има 40.000 студенти во Скопје, така да тоа е огромна бројка и со 2% да читаат доволно. Исто така и голем број, нели, студентите кои што се од другите градови се сместени во студентските домови ги наоѓаат читалните како подобро решение за да учат, пошто условите какви се моментално. Тешко може во студентски дом да се учи, да. Поради тоа, нели, што реков, се преполни читалните и не би било лошо во блиска иднина, значи да се покране иницијатива за реализација на истото, да има. Каде би мислеле дека би била најдобра локација за таков објект? Бидејќи имаме комплекс ева во Карпаш за технолошките факултети и науки негде измеѓу за каде што би можеле, нели, да им биде во пресрети на двата комплекси на. Зашто не биде и во аеродром, бидејќи аеродром општина со 120.000 жители, така да имаме огромен број на студенти, дека отприлика 10.000 студенти има до 20.000 студенти има во аеродром, да. А во аеродром нема ниту една читална, тоа е многу жално да кажам. Добро, доред, ние правиме уште една кратка пауза и потоа во финалето на оваа денешна емисија. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во кругот, почитувани слушатели, Стефан Стојковски, Марија Блажевска, студенти, мои гости денеска, зборуваме за студентскиот стандард и идеите за подобрување негово. Застанавме кај една баша интересна идеја која спомнавте дека е потребна во Скопје изградба на студентска читална, условно кажано. Јас тука би се надоврзал со еден проект кој што изминативе неколку години се реализира, не знам колку е тој реално функционален во високообразовните институции. Значи, државата имаше идеја, направи серија преводи на многу стручна литература од универзитети од странство, која би требало да биде
и основна литература, меѓутоа некаде споредна, некаде дополнителна литература за студентите во Македонија. Зборуваме за трудови на признати, познати светски научници од неколку области, од разни сфери на науката. Според мене тој е еден, можеби, од најдобрите проекти за во образованието. Меѓутоа сега да прашам колку реално тој е функционален. Професорите во Македонија ги користат ли таквата литература? Колку е таа застапена во образовниот процес во Македонија? Па вака, би сакал да почнам дека првично од 2008 година започна со овој, да кажеме, овој проект со превод на 1000 стручни научни книги и учебници, од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД, Англија, како и во Франција и Германија. До сега не знам колку точно книги се преведени, но би сакал да се задржам стрикно код мојот факултет. Неколку тие наслови се користат исто и кај нас, но сепак има доста голем, да кажем, простор за се уште за преведување на друга стручна литература, бидејќи се уште се учи на некои на факултетите литература на друг јазик, на англиски јазик обично. Исто така би сакал да докажам дека оваа современа литература е достапна за сите студенти, кој годишно ги има во цела Република Македонија околу 60.000. Таа е задолжителна за високото образование по сите студиски насоки и предмети. Така. Моето прашање, Марија, има ли отпор кај дел од професорите, со оглед на тоа дека сите знаеме, нашите професори се малку и суетни во поглед на некои прашања, се уште барем моја информација е дека се уште важи правилото мојата книга е подобра од било која друга. Меѓутоа, како ја примаат професорите? Конкретно јас ќе се задржам на мојот факултет, на Финки, значи. Ние студираме на факултет каде што технологијата, како што и претходно напомена во разговорот, постојано иде нанапред и едноставно не може секоја година да се доаѓа до нов превод на некој учебник. Имаме и проблем, да речеме, со тоа што учиме по некои предмети, значи кај што не може едноставно, мораме во тек да бидеме со новата технологија и учиме на материјали кои што се на англиски јазик, но како и да, тоа не се значи тоа ни е нас од корист, бидејќи го совладуваме и англискиот јазик, кој што понатаму ни е многу корисен, значи ни е неопходен за студирањето и за функционирањето во таа насока која што сме одбрала. Се користа, да, знам студенти кои што се не од мојот факултет, од другите, значи од комплексот науки што се наоѓа на бит пазар, кај што се економскиот, има таму на вистина многу голем број од книгите кои што се преведени, значи од, како што напомена и Стефан, или од реномирани универзитети во светот и на вистина се користат и се од огромна корист. Како доаѓаат студентите до таа литература во читални? Ги има, тие се купуваат или се бесплатни? Им ги препорачуваат, колку што знаме и самите професори кои што се по дадените предмети, така да. Инаку таму тие може да се надополнат, инаку тие може да се земат и во читалните, може да се купат, да се фотокопираат и слично. Ако и да знам дека на комплексот кај Бит пазар, односно кај економскиот, правниот факултет, филолошкиот, има конфликт на интереси со професорите, со тоа што они си ги застапуваат нивните книги. Тоа е кој не пише на правило. Да. Иако да речеме, јас кога студирав новинарство 2001-2002 година, на крајот од студиите имаше една современи комуникацијски системи, имавме еден предмет, предаваше еден професор кој што претпоставам дека сега е во пензија, меѓутоа неговата учебникот од кој што неговата книга беше најдобра, сите други се лоши. Проблемот е што таа не беше негова книга, туку беше книга на некој српски професор, напишана 74 и 5 во која врвни современи средства за комуникација беа телефон и телеграф. Така да зборуваме околу тоа. Значи, да сумираме, учебниците се од корист, од помош, се ги користеле вие двајцата тие таквата литература која што е за која што зборувавме пред малку? Така, јас лично сум ја користел таа литература со тоа што јас сакам да освен што ме интересира информатиката, се интересирам исто така и за други науки, односно за биологијата. Така да неколку литератури сум прочитал од овој проект за 1000 книги.
со тоа што се бавам се барам факти во тие книги и Да не планираш кои ме друг интересираат. факултет да запишеш? Зашто не? Марија, твоето искуство? Моето искуство не било како неговата. Значи ти не екаш друг факултет? Не, се фокусирам на тоа што го студирам, нели? Повеќе значи реално за нашиот факултет за изучување има и многу корисни материјали кои што самите ние можеме да си ги пронајдеме на интернет, но потребна е само иницијатива, значи кај студентите за да се залагаат и за да бараат. А конкретно за материјалите, да, се користат, значи има голем број колку што сум запознаена по дадени предмети. Има книги кои што се преведени, значи како што напоменавте од тој проект. Како финале на оваа емисија, литературата се ово што го зборувавме, колку високиот образовен системот на тој е функционален што го имаме во моментов, колку произведува квалитетни кадри во Македонија? Кратка ваша оценка. Па, ако зборувам за факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, сите кадри кои го завршуваат факултетот веднаш наоѓаат работа. Работат дали работат во Македонија, како и надвор, односно работејќи во Македонија за странски компании. Како и да има многу кадри кои веднаш се запослуваат и наоѓаат своја работа. И тоа прилично за доста повеќе од просечната плата во Република Македонија. Марија? Најголема перспектива, како што сме сите свесни и запознаени, има токму во технолошките факултети, во информатичките науки, бидејќи тие се нешто за што го движат општеството напред. Многу примери, значи, на колеги наши што се во погорните години, има кои што во текот на студирањето веќе наоѓаат преку пракса, наоѓаат стабилна работа која што понатаму си ја продолжуваат и по завршувањето на факултетот. Затоа треба да се инвестира во образованието во секој случај за да понатаму си ја најдеме перспективата, односно Апсолутно блиц само прашање без образложение, се надевам дека ќе добием одговор кој што јас го сакам. Иднината ја гледате овде или во странство? Овде. Благодарам многу. Ова беше Круг, поштувани слушатели, емисија на Радио Слободна Македонија, Трговско радио дифузно друштво. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител на емисијата. Денеска е 9 декември 2015-та. Емисијата е во продукција на Радио Слободна Македонија. Пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.